Почитувани граѓани, почитувани медиуми, 100 милиони евра за наводна помош на компаниите. Но никој не знае зашто, како и кај кого завршиле овие пари. Е само уште еден доказ за ограбена држава. Според власта на СДС и ДУИ, уредбите со законска сила за финансиска подршка на работодавачите од приватниот сектор требаше да биде и погодна за 87% од компаниите. Но каде завршуваа парите? Најверојатно се мислеше на ИГМ Еленица, која беше едно од предпријатијата добитник на државна помош за исплата на минимални плати за време на кризата предизвикана од коронавирусот. Со акционерското друштво управува Трајче Заев, братучедот на Зоран Заев, додека Вице Заев, братот на тогашниот актуелен председател, беше член на управниот одбор. Вака завршуваа парите од така наречената државна помош. Дополнително, дека мерките не вродија со плод, говори и фактот на бројот на затворени фирми во пост-ковид годините, 2021 и 2022 година. За овие две години, вкупно се затвориле близу 14.000 фирми. Па тука сосема логично се поставува прашањето: каде завршија 100 милиони евра државна помош за компаниите, ако имаме вакви статистики и бројки кои го покажуваат спротивното? СДС и ДУИ, манипулирајќи на овој начин, со години ја трошаат државната каса за своји приватни цели. Суровоста на математиката го потврдува тоа, а фактите се следни. Наместо за народот, парите завршуваа кај фирми блиски до власта на СДС и ДУИ. За ова одговорност мора да има. Ви благодарам.